Ми е интервју со директорката на инфективна клиника Милена Стефановиќ. Добро дојдовте. Изминатиот период забележана раст на бројот на заразени со COVID-19. Достигнавме бројка над 900 на дневно ниво. Според последниот извештај на Институтот за јавно здравје има зголемување за 23% на случаите во однос на минатата недела. На што се должи ова зголемување? Зголемувањето на бројката на нови инфицирани секогаш се должи пред се заради непочитување на мерките. Се разбира и еден висок процент од околу 70% на осцилирање на британскиот сој носи со себе своја одговорност за покачувањето на бројките, тоа што една од неговите карактеристики е побрзо, полесно ширење меѓу популацијата, но пред се е непочитувањето на мерките. Изминатиот период забележано и пополнување на болничките капацитети. Над 900 пациенти се хоспитализирани во инфективните оделенија во земјава, во Скопје околу 350. Каква е состојбата на инфективната клиника? Дали има слободни кревети? Дали има слободни капацитети за новозаболените? Капацитетите болнички се практично пополнети, токму поради тоа е отворена и модуларната болница повторно, токму поради тоа се отвараат и интернистичките одели повторно, и тоа се разбира се должи на зголемениот број на новоинфицирани, стравувањата од појава на пациенти кои ќе имаат потреба од болничко лекување, така да многу интензивно се трудиме да пациентите да испишуваме пациенти, но исто така да примаме, така да практично испис за прием се случува и на тој начин се трудиме да дадеме здравствена грижа, нега, третман на секој еден пациент кој има потреба од лекување. Јас очекував дека и до крајот и тогаш кога ќе се затворат сите одели, останати инфективната клиника веројатно повторно ќе биде со максимално исполнети капацитети, додека конечно не го затвориме и последниот ковид центар, клиниката за инфективни болести. Во средата почна вакцинацијата со руската вакцина Спутник. Првиот ден се вакцинира околу 180 лица во клиниката Јане Сандански, се ревакцинира и здравствените работници. Како тече целокупниот процес? Дали досега има некакви несакани ефекти од вакцините? Оно што е информација која јас ја имам, а која официјално се и на веб страната и на страната на Малмет се пријавува од страна на примателите на вакцината, е дека практично немаме некои поголеми несакани ефекти или реакции од вакцините, како вклучувајќи и таа на Pfizer и оваа на Sputnik со која е отпочнато вакцинирањето. Процесот оди гладко, брзо, многу добро организирано и тоа е еден од најзначајните елементи за успешен спроведување на успешен процес на вакцинација. Забележани се неколку алергични реакции за кои е реагирано соодветно како што треба и јас мислам дека оваквиот систем на вакцинирање, добро организиран процес на вакцинирање ќе ни допринесе да истото успешно го спроведеме во целата популација. Како што најуваат властите кон крајот на месецот треба да пристигне и поголема количина на вакцини. Колку временски период е потребен за имунизација на населението за стекнување на некаков колективен имунитет? Видете, мора целото население, секој еден да знае дека со денот на ставањето на вакцината не се постигнува имунитет. Вакцините се различни, тие сите се, оно што е најзначајно да се знае, сите се апсолутно безбедни и апсолутно ефикасни. Не е тоа само наше мислење, тоа е мислење после спроведени на вистина огромен број на вакцинации низ целиот свет. Тие сите имаат некоја своја карактеристика која треба на вистина максимално да се искористи, дадена од производителот пред сега. Тоа е најсигурниот извор на информација. Колкаво ќе биде времето, какви ќе бидат дозите, како и колку пати ќе има потреба со колку дози да се спроведе вакцинирањето кај различни на популација, ќе зависи пред се од типот на вакцината. Од тука и брзината на создавањето на имунитетот. Јас искрено верувам дека на вака добро организиран процес со
максимално се разбира ангажирање на здравствениот персонал, меѓутоа и на секој еден поединец кој ќе дојде да се вакцинира, ќе постигнеме брз имуноодговор кај вакцинираните, но повторувам, зависно од секоја вакцина и време траењето на создавањето на имунитетот, што посебно е значајно да секој еден знае дека мора да се сочува и да ги применува максимално мерките на заштита после периодот на вакцинирање, се додека тој не се стекне имунитет. Тоа значи дека откако ќе примиме вакцина не треба да се опуштиме, Апсолутно. Дека имунитетот во зависност од видот на вакцината потребен одреден период за да се стекне. Да, ние сме сведоци на известувања од целиот свет каде што е почнат процесот на вакцинација, дека има голем број на луѓе кои после давањето на првата вакцина пројавиле симптоми и биле позитивни. Тоа само значи дека не се дочувале во периодот после вакцинирањето и не ги применувале мерките. Јас знам дека сите ние очекуваме што побрзо да ги фрлиме маските, но не треба да бидеме нетрпеливи, помина навистина многу долго време, навистина мораме да се стрпиме во периодот и после вакцинирањето додека не стекнеме имунитет. Дали вие како здравствен работник се вакциниравте? Не, јас се уште не сум вакцинирана, но тоа е не е причина недоверба во вакцината било која, туку поради тоа што јас пред многу кратко време поминав инфекцијата, па се очекувам да јас вакцината ја примам некаде на лето или можеби пролет. Откако некој ќе заболи од COVID-19, потребен е да помине одреден временски период за да се вакцинира? Да, зависно и од тежината на болеста, зависно и од времето кога е помината инфекцијата, и тоа секако ќе биде достапно за секој еден пациент како информација кога да се пристапи кон вакцинирање. Во моментов, во секој случај предност имаат сите оние кои не ја прележале инфекцијата. Од вчера повторно сме во полициски час, значи повторно мерка од 22 до 05 наутро, да нема движење. Дали сметате дека оваа мерка ќе придонесе за спречување на ширење на коронавирусот? Имаше различни мислења во јавноста. Не е како, различни мислења ние секогаш имаме, веројатно сме и популација нација која секогаш размислува од секој возможен аспект и тоа е добро од една страна, но мислам дека во овој момент наспроти различните мислења треба да бидеме малце послушни. Секоја мерка која се спроведува има своја причина зошто е донесена, има бенефит од нејза. Така да повторувам повторно, не постои мерка која е лоша, има само мерка која не се применува и мерка која зависно незиното применување ќе даде поголем или помал ефект врз основа на ширењето на инфекцијата. А зошто според вас токму движењето после 22 часот? Па знаете како, ние сите сведочиме, сите тие што мислат различно и ги гледаат сите овие слики што на социјалните мрежи многу брзо се шират на собирање на млади луѓе, посебно сега како и се стопли и времето малку, интензивно комуницирање по цели ноќ журка на различен дел и надвор и внатре. Се надеваме дека барем еден дел од високо ризичното однесување пред се на младите дека би го спречиле на овој начин. Се ближи одржувањето на пописот. 1 април не е далеку, на теренскиот дел, значи кога попишувачите ќе влегуваат во домовите на граѓаните. Попис ме немале речиси 20 години, но сепак е пандемија. Како според вас, како здравствен работник, да се спроведе оваа операција, но и да се поведе сметка за здравието на граѓаните? Видете, Комисијата за заразни болести, која е навистина една високо професионален тим на стручњаци од со различни специјалности го изготвија протоколот за спроведување на пописот. И тоа не и тоа следејќи ги сите фази на процесот на попишување, од тестирање преку обучување до спроведувањето на терен, вклучувајќи со посебни дополнителни мерки и за онаа популација која ќе биде во изолација или ќе биде заболена. Најдетално се опфатени сите движења, сите возможни комуникации за време на пописот или на секој еден фаза од процесот на целиот попис.
Така да, со превземање на соодветни мерки кои се и предвидени за секој еден момент на движење во време на пописот, апсолутно верувам дека се обезбедуваат максимални услови за минимизирање на било какво ширење на инфекцијата понатаму. Се разбира, сум повеќе од сигурен дека тој исто така ќе се спроведува доследно како што е и напишан и верувам дека нема да се има било каков проблем, затоа што навистина е многу детално обработен и мислам дека обезбедува апсолутно сигурни услови за спроведување на пописот. А сметате ли дека мерките се доволно безбедни? Има стравувања кај граѓаните на социјалните мрежи од различни структури дека нема да ги пуштат попишувачите дома. Постои можност доколку имаат куќа граѓаните или да се попишува во двор, да се попишува на тераса, меѓутоа не сите ги имаат тие услови. Јас колку што јас го знам, а го знам до детали протоколот и гарантирам негова ефикасност во смисол на обезбедувањето, не можам да предвидам колку од луѓето стравуваат или не стравуваат и дали би ги пуштиле попишувачите или не, секако, но исто така верувам дека ако се плашат граѓаните, и можеби сега, знаете како, сепак зборува еден бел мантил тука, кој 13 месеци се бори со ковид и имаше прилика да види различни состојби. Ако граѓаните се плашат толку колку што барем ни се презентира дека се плашат од пописот, немаше да имаме ние од ковид инфекцијата, немаше да имаме волкави бројки на ковид. Навистина сметам дека нашето однесување мораме да го донесеме до максимум сериозен однос кон ширењето на инфекцијата и ако се придржуваме до се, нема да има проблем нити за попис, нити за било какво ширење од друг извор, можен извор или ризик на инфекцијата. Сум повеќе од сигурна дека кога би се однесувале соодветно секаде, од продавница до попис, нема да имаме никаков проблем. Благодарам.